Беше тоа на 9. јули 1873 година кога заврши изградбата на делот од првата железничка линија во Македонија и на 9. август истата година во Скопје свечено беше пречекан првиот воз кој пристигна од Солун. Во тоа време тоа беше најмодерното сообраќајно средство и биле создадени услови подоцна Македонија да биде поврзана со железничката мрежа на Средна и Западна Европа и заедно со тоа да дојде до поинтензивен контакт со европската култура. Беше тоа на 9. јули 1997 година кога во масовни нереди во Гостивар загинаа тројца етнички албанци, а десетица цивили и полицајци беа повредени. Во Гостивар и во Тетово се случија немири кои беа едни од поголемите настани во поновата македонска историја. Тие се сметаат за претходница на војниот судир во 2001 година во Македонија, по кој се потпиша Охридскиот рамковен договор. Во Република Македонија во 1996 година со новиот закон за територијална организација се организираа локални избори. На тие избори во неколку општини во Западна Македонија победуваат кандидатите за градоначалник на Демократската партија на албанците. Тогашните градоначалници на Гостивар, Руфи Османи и на Тетово, Алајдин Демири, и покрај тоа што со законите на Република Македонија беше забрането истакнувањето знамиња на туги држави на територијата на Македонија, го истакнаа државното знаме на Република Албанија пред општинските згради, пошто интервенираше полицијата и настанаа немирите. На 9. јули 1997 година националната валута на Македонија, денарот, девалвираше за 16,1%. На 9. јули 1938 година во Прилеп е роден современиот македонски поет Петар Башески. Тој завршил филолошки факултет во Белград во групата англиски јазик со книжевност, француски и италијански јазик. Работел на песни, преводи, раскази, театарски критики, објавувал во Стремеш. Има објавено 15 книги поезија со тематика на историските голготи и небиднини во вековната екзистенција на македонскиот народ. Добитник е на повеќе награди за поезија, од кои најзначајна е првата награда за поезија за книгата Нож во каменот, објавена на италијански јазик, доделена од градоначалникот на Неапол. Башески бил пратеник во Генералното собрание на Светскиот македонски конгрес и активно учествувал во сите активности и манифестации. Почина на 5. септември 2016 година во Прилеп. На 9. јули 1913 година загинува еден од најголемите македонски синови, столб на македонизмот во Костурско-Егејска Македонија, Васил Чакаларов. Македонија има многу голготи кај местноста Лакото на планината Вичо. Местноста Лакото, помеѓу Белкамен и Невеска, ќе остане запаметена не само како место каде се водени најголемите борби од костурските и елеринските чети за слобода на страдална Македонија, туку и место каде загинува еден од најголемите македонски синови, главниот непријател на хеленизмот, столбот на македонизмот во Костурско, Васил Чакаларов. По неговото убиство од страна на грчките андарти, на Чакаларов му ја одсекуваат главата и ја носат од град во град, покажувајќи дека е убиен за нив најстрашниот борец за Македонија. На крај одсечената глава на Васил Чакаларов била однесена во Лерин и представена на народот со повик «Го нема Чакаларов, ја нема Македонија». Под притисок на српски офицер, главата на еден од најголемите македонски легенди на Илинденското востание Васил Чакаларов му била дадена на питропот на црквата Свети Пантелеимон, кој ја погребал на гробиштата. На 9. јули 1934 година во Софија се самоубива македонскиот револуционер Иван Хаджи Николов, роден е на 24. декември 1861 во Кукуш,
Основното образование го завршил во Кукуш, продолжил во Пловдив и Свиштов и завршил Висока трговска академија во Линц во Австрија. Бил учител во Костенец, Воден, Кукуш, Лерин и во Солунската бугарска машка гимназија. Во 1893 година Иван Хаджи Николов отвора книжарница во Солун и ја напушта гимназијата. Тој е еден од основачите на ТМОРО на 23. октомври 1893 година и член на Централниот комитет. На 23. јануари 1901 година, по избувнувањето на Солунската афера, бил затворен со другите членови од Централниот комитет и заточен во подрум Кале во Мала Азија. По амнестијата во 1902 се враќа во Солун и учествува на состанокот на кој биле разгледани случувањата во Македонија, а во почетокот на 1903 се сели во Софија и се занимава со книжарство и издавачка дејност. На 9. јули 1934 година почина Никола Петров Русински, македонски револуционер, деец на ТМОРО, околиски војвода, учесник во Илинденското востание. Тој завршил подофицерска школа во Софија и бил близок пријател со Гоце Делчев и Васил Главинов. Задоен од идеите на социјализмот, тој го наоѓа своето место во македонското револуционерно движење и безусловно му служи целиот живот. Во 1897 станал четник во првата чета на ТМОРО во Малешевијата, а потоа и во четата на Гоце Делчев. Како близок соработник на Делчев во 1900-та бил испратен во западниот дел на Македонија, каде станал првиот војвода агитатор во Крушевско, Демирхисарско, Кичевско, Прилепско, Охридско, Струшко, Битолско и Мариовско. Учествувал на Смилевскиот конгрес и во Илинденското востание во Битолскиот крај. Користел псевдоними како Апостол Скитов, Атила Елонски и така натаму. На 9. јули 1942 година во обласната полициска управа, управувана од бугарските фашисти во Скопје, е убиен Цветан Димов, народен херој на Македонија. Меѓу народот познат и како Целе Чаирчанец. Македонски синдикалец, партизан, комунист и учесник во народно-ослободителните борби. Заедно со Орце Николов, Цветан Димов бил еден од најистакнатите организатори на работничкото и комунистичкото движење во Скопје. Во почетокот на јули, по една провала, тој бил уапсен. По тешки измачувања бил фрлен од прозорец од 4-тиот кат на обласната бугарска полициска управа во Скопје од страна на Љубомир Јорданов, началник на групата А на државната безбедност во обласната полициска управа. Тој набрзо починал во безсознание во затворското одделение на Скопската болница. Бугарската полиција тогаш лажно соопштила дека Димов се самоубил. По ослободувањето во јули 1945 Цветан Димов е прогласен за народен херој на Југославија од Македонија. На 9. јули 1944 кај селото Татарелевци во близина на Дебар во борба со германците и балистите загина Панче Поповски. Роден е во Гостивар на 9. март 1924. На 9. јули 1992 почина Ханс М., најстариот член на Македонската академија на науките и уметностите. Тој бил учесник во Народно-ослободителната војна на македонскиот народ уште од 1941. 9. јули е меѓународен ден за уништување на оружјето.